Почитувани гледачи, добро вечер. Ова е емисијата Визави на програмата на Канал ВИС, очи во очи со пратеникот Костадин Костадинов од владеачката СДСМ, но и портпарол на владеачката СДСМ. Господине Костадинов, добро вечер. Добре дојдовте во емисијата Визави на програмата на Канал ВИС. Добро вечер, благодарам на поканата. Така, има многу за што да се разговори, мајки во предвид дека и понатаму сме во пандемија, но собранието, односно законодавниот дом, донесоа закони кои што на некој начин предизвика и многу реакции, односно дебати во јавноста. Последниот беше законот за попис, кој што беше неодамна донесен. Може ли од прва рака да добиеме информација што се опфаќа овој закон? Овој закон секако дека може, собранието се соочува со повеќе предизвици. Еден од најголемите предизвици секако беше законот за попис на населението. Апсолутно една статистичка операција која што ја немаме направено речиси 20 години, каде што буквално во секој европски извештај стои дека редно време е да се преброиме. Тоа не е само заради попис на населението, не е само заради да видиме колку луѓе сме, не е само за да изброиме колку припадници на етничките и на кои етнички заедници се и да ги врзуваме со проценти. Секако пописот како операција е важен за бизнес секторот, важен е за да ние во собрание, политичарите, генерално сите институции да можат многу полесно врз база на сериозни податоци да ги креираат своите политики. Особено е важно за бизнес секторот. За жал, го имаме единствено ВМРО ДПМН и политичката партија Левица, кои што не гласаа за пописот. Се постигна некаков консензус помеѓу СДСМ, коалицијата, секако ДУИ и албанската опозиција дадоа глас со 62 гласа. Го донесовме законот за попис. Навистина не можам да ги разберам небулозните ставови на опозицијата за бојкотирање на таквиот попис. Еве да речеме, знаете, имавме прилика сите да слушнеме како пласираат на пресконференции дека наводно ќе сме ги штимале бројките. Дали според вас, еве, да го поставиме како реторичко прашање, е во ред да правата на граѓаните бидат врзани со процент? Тие се веќе стекнати права, произлегуваат од Охридскиот рамковен договор, каде што се гарантирани. Воспротивно, доколку ВМРО ДПМН сметат дека треба да бидат укинати тие права, ја имаат апсолутната можност како пратеници да поднесат еден таков закон. Ако се искрени пред граѓаните на кои што тие се обраќаат, кај што велат дека навистина се штелува или се наштимува процентот на албанците конкретно, барем такав им беше ставот, коригирајте ме ако грешам. Во една таква ситуација, кога велиме дека сме ги штелувале бројките, зошто повикуваат на бојкот? За да имаме помалку македонци? Или логичен след на нешто е? Вели се штимат бројките, а од друга страна велиш да не се попишуваат. Свесно ги туркаат граѓаните, односно македонците, да излезат во помал број. Да има помал процент на македонци. ВМРО ДПМН и пред донесувањето на законот, но и сега останува на ставот на собирање на потписи за ново да се укине ова законско решение. Многу прашина се крена. Можно ли е да се укине овој закон за попис кој што се е донесен? Јас сум пратеник кој што поприлично добро ги разбира процедурите. Не сакам да верувам дека станува збор за елементарно непознавање на процесите во собранието од страна на Мицкоски, но можам комотно да поставам прашање и да отворам дилеми во однос на проблемите кои што ги имаат внатре во партијата и во пратеничката група. Знаете, Ване, зошто му се 10.000 потписи кога закон, независно за што, може да поднесе еден пратеник? Еве, искрено, досега неам добиен одговор, неколку пати ги прашувам ВМРО ДПМН. Ако сте искрени, ако сметате дека треба се поништи, не ви требаат 10.000 потписи. Знаете, закон се поднесува од страна на влада, од страна на еден пратеник или со 10.000 потписи. Од нивната пратеничка група може било кој пратеник да поднесе закон за поништување на пописот или било каков друг закон. Според вас на што се должи ваквата игра на опозиционата ВМРО ДПМН? Па видете. Еве велите дека можело и преку пратеника тие неговаа собирање на потписи. На што се должи? Видете, предизвиците и проблемите кои што ги има ВМРО ДПМН се многу видливи веќе. Но зошто е тоа така, можам само да како размислување да кажам, не знам, не сум внатре да констатирам. Ако го следиме работењето на ВМРО ДПМН како најголема опозицијска партија,
од моментот кога се во опозиција, немаат застанато за ниту едно решение кое што е во насока на подобрување на условите за живот на граѓаните. Единствено нешто против кое што немаа против беше законот за финансирање на политички партии, кој што е добар. Но единственото нешто кое што тие не застанаа против е тој закон. Друго, јас овде можам да набројувам, добро рече на почетокот од оваа емисија, дека се наоѓаме во време на една светска здравствена и би рекол и економска криза. Тие го блокираат законот, измените и дополнувањата на законот за лекови, каде што практично треба да го регулираме делот за да може да имаме прием на вакцини за ковид. Тоа го блокираат. Тие го блокираат согласно законот за пензионирање, велиме дека нема да има можност никој да го продолжи својот работен век, освен дефицитарните категории на кадри. Тока сметам на лекарите. ВМРО ДПМН, ставот на ВМРО ДПМН тогаш беше дека лекарите треба да имаат можност да го продолжат. Еве го законот за здравствена заштита, каде што практично во законот го регулираме и даваме можност на лекарите да можат да го продолжат нивниот работен век, тие го обструираат, го блокираат. Тие го блокираат законот за заем од Европска банка, каде што е во функција на модернизација на земјоделието. Во овој закон се двата регионални откупни пунктови за земјоделски производи во Ресен и еден во Струмица. И тоа е блокирано. Велиме дека е загаден воздухот. Ова конкретно за Скопје сега. Имаме закон исто за заем од Светска банка, ми се чини, во вредност од 70 милиони евра, каде што ќе се овозможи брз превоз, брза трака, тоа што го најавуваме, трамбас, така го најавија и од влада и секако градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов, со набавка на 2 автобуси, кој што исто така со заем, тоа е блокирано. Значи, ни за закони, еве конкретно за буџетот. Мислам, јавноста можеше да види, но окей се ваквите емисии да го извадиме навистина на површина. Во ситуација кога треба да донесеме буџет за државата, за развој на граѓаните, за реализација на програмите на институциите, за образование, за труд и социјала, за здравство и да не набројувам. Тие излегоа за тоа да покажале дека немало кворум. Светска пандемија, пратениците не се имуни на COVID-19 вирусот, како и секој нормален човек. Дали тоа е причината бидејќи имате зарадува тесно мнозинство, односно минимално мнозинство, па сакаат на тој начин и да ве струшат од Ване, мнозинството е тоа што е. Ако мислат дека они веќе најавуваат 4 години дека ќе не срушат, па не може да не срушат. Имаат 6 изборни порази. Не човечки, не хумано за време на пандемија да се ситиш на тоа што некој пратеник од владеачкото мнозинство е позитивен или е во самоизолација од COVID-19 и на тој начин тоа да го политизираш. Нема нито една држава во светот каде што COVID-19 пандемијата се користи за надпревар или за добивање политички поени. Не постои такво нешто. Единствено кај нас, значи мислам, факт е, Европа се соедини, светот се соедини во желбата да се изнајде решение да се справиме со COVID-19 вирусот. И јас многу често кажам, само да ја завршам мислата, самото справување со COVID-19 вирусот може да го гледаме од повеќе аспекти, но има 3 важни работи кои што мораме да ги внимаваме. А тоа е при нашите комуникации, односно нашата комуникација мора да биде трезвена, организацијата со справувањето мора да биде трпелива и секако мораме сите да ги почитуваме научните достигнувања. Овде сметам на вакцините, овде сметам на препораките од Светска здравствена организација, која што е водечката институција во борбата со справување со коронавирусот. Ако прашуваме дали совршено некој се справува со ковид кризата, тогаш сигурно дека одговорот ќе биде не. Ниту една држава во светот не се справи, ниту една власт совршено. Зошто? Затоа што е нов вирус. Светска здравствена организација од ден на ден, согласно информациите од здравствени експерти кои што ги добива, така им беа и препораките. Да се вратиме на пописот, доколку опозицијата собере повеќе десетици илјади
подписи за ова законско решение, дали ќе се предомисли владеачкото мнозинство, иако мораме да признаеме, господин Костадинов, дека премногу прашина се дигна, да не одземеме изјавата на вашиот коалиционен партнер Груби, каде што рече дека нема да го признаеме ако се по 20% албанците. Видете, мислам дека Арбер. И просто да. Да, не е спорно. Ја гледав емисијата, сметам дека малку и насловот беше така насочен. Видете, личните ставови на било кој поединец не можам да ги коментирам, оти се лични. Так. Решителноста на оваа влада, согласно потребите на државата и граѓаните да го спроведе пописот 2 април, ќе го спроведе. Мислам, тука нема нелогично е било кој да обструира попис. Нелогично е од друга страна да бараме ускратување на правата доколку било која етничка заедница излезе во помал процент. За мене е нелогично. Веќе стекнати права, никој не ги нема никој изгубено во нито една ситуација. Не смееме на правата на граѓаните да гледаме низ призмата на процентуалната застапеност. Мислам, тоа е за мене неетички. Така. Добро, рековме дека се уште сме во пандемија. Колку како владеачко мнозинство успеавте да се справите со последиците од оваа криза, кој што се чувствува и на економско поле и едноставно го наруши целокупниот систем на живење? Сметате ли дека можевте повеќе од тоа што со сите оние сет мерки кои што ги донесовте како владеачка мнозинство? Сметам дека во една прилика професорот Врчковски многу убаво кажа: оваа криза и здравствените работници, секако да мислам на сите, и на лекари, и на сестри, и на возачи, и на хигиеничари кои што работат во здравствените институции, покаже дека практично државата ни функционира. Не зборуваме за совршено справување, зборуваме за добро справување. Се извинувам, и предходно, пред ковидот сме имале други предизвици. Тоа е враќање на долговите кои што ги имаме наследено од предходната власт. Согласно сите можности кои што се актуелни, кои што ги имаме на располагање. Сметам дека овозможивме, сепак со законот за исплата на плата, каде што 20.000 компании, односно 150.000 работни места беа спасени, сметам дека добро се справуваме. Сметам дека со стимулирањето на здравствените работници, кои што буквално веќе една година макамачат и не знам тие луѓе како функционираат, мотивирањето и давањето на дополнителна плата, бонуси, последниот закон што беше, сметам дека и тоа е во насока на добро справување. Мобилните болници, ние имаме 5-6 мобилни центри кои што се во функција на подобро справување или на згрижување на лицата позитивни или симптоматските граѓани. Сметам дека е и граѓаните, и ние имавме можност да видиме дека е добро справување со COVID-19 кризата. Ублажувањето на економскиот удар кој што апсолутно го има. Не може да кажеме во светска економска криза дека ние сме имуни, нас економијата не погоди. Да, не погоди. Жалам што многу сектори беа погодени и се уште погодени, но сметам дека доколку не беа мерките, резултатите ќе беа многу полоши. Има нови мерки кои што се преговарат, договарат, бидејќи доаѓаат од владеачкото мнозинство, кои што повторно ќе бидат во функција на економскиот сектор и на граѓаните кои што... Практично целиот буџет за 2021 година е концепиран во насока на рестартирање на економијата и справување со последиците кои што да се надеваме дека вакцини ќе стигнат, да се надеваме дека ќе помине се во ова, но економските последици може да ги читаме сите светски европски експерти, економисти кои што прогнозираат, ќе бидат далекосежни и ќе треба период на адаптација и период на рестартирање на целото стопанство. Ја спомнавте вакцинацијата, господине Костадинов. Ако сме држава кој што веќе со години нема реализирано попис, во моментов сме една од ретките држави кои што нема вакцинација. Имате ли сознание кога реално? Министерот Филипче најавува дека вакцината Pfizer ќе стаса идниот месец, Србија нешто кажа. Реално можеме ли, имаме ли, ќе добиеме ли? Секако дека да, работиме на повеќе механизми на добивање на вакцината за против COVID. Против COVID-19, како што кажа министерот Филипче, дека наредниот месец ќе стаса, да, секако, тоа е мислам првата набавка директна што е направена од Pfizer. Секако тука за поздравување е потегот што Србија има желба да ни помогне во однос на добивање на, секако ние ќе си ја платиме, не е тоа донација, на добивање на дополнителна вакцина исто од Pfizer. Правиме се што прави цел свет, буквално се. Тие се механизмите. Јас за тоа велам, Европската унија навистина во оваа криза
ја покажа можноста да спојува. И затоа многу е важно, кажав и во претходната, мислам, во претходното прашање. Не смееме да гледаме на ковидот како поле за натпревар. Туку треба по пат на кооперација, на соработка, овде мислам и локална, и регионална, и национална, секаква соработка, да навистина излеземе. Да, но ВМРО ДПМН вели дека вака со овие мерки кои што владата ги реализира не помага многу на реалниот сектор на граѓаните и дека на некој начин тоа е купување политички поени. Прво, ВМРО ДПМН наместо да биде одговорна во целиот овој процес, знаеме, член на извршен комитет на ВМРО ДПМН јавно излегуваше и вели короната не постои. Мицкоски јавно излегува и вели нема потреба од вонредна состојба. После некое време излегува и вели имаме потреба од вонредна состојба. Беа против законот за носење маски на отворено, препорака на Светска здравствена организација. Беа Вело Марковски, сметам дека во една прилика рече дека вакцинацијата не е потребна. И што ли уште не? Дали има резултат? Да, има резултат. 150.000 работни места се спасени. Дали има изгубени работни места? Има. Значи, светска криза е. Нормално дека Македонија ќе осети од таа светска криза исто. Сериозна е кризата и бара трезвена комуникација спротивно од тоа што го прави ВМРО ДПМН. Ние подаваме рака, сакаме да разговараме за се, за сите аспекти. Но не можеш да седнеш да разговараш со ВМРО ДПМН каде што имаат член на извршниот комитет кој што ги убедува граѓаните дека не постои. Луѓе умираат од ковид. И тоа не смее да се занемари. Луѓе се заразуваат од ковид. Тоа е сериозен вирус и бара сериозно справување. Бара многу добра организација каква што имаме и бара професионалци какви што ги имаме и бара почитување на здравствените експерти во случајот здравствената комисија која што е навистина имавме можност да видиме дека навистина има стручни луѓе кои што ја познаваат проблематиката. Да внимаваме на лажните вести кои што ги пуштаат од страна на одредени партии. Само кога сме кај лажните вести, лажна е дека купувате вила? Лажна, апсолутно лажна. Да. Почитувани гледачи, вие следите емисијата Очи во очи со пратеникот Костадин Костадинов од владеачката СДСМ. ВМРО ДПМН во моментов или повторно многу дебата се покрена околу законот за реформи, односно за реформите во образованието, каде што тие барат јавна расправа. Ваш став во однос на она што Мила Царовска... Видете, она што беше најава за образовните реформи, секако ниту во комисија, не дека не го следам образование како сегмент, но во други комисии сум, во финансирање, во економија, во локална самоуправа, во избори и именувања, секако дека потребите од реформи во образованието ги има, постојат. Факт е дека отвори, најави министерката Царовска дека ќе има дебата. Мислам, меѓу граѓаните, меѓу граѓанството, со родителите, со учениците. Апсолутно прифатено е барањето на ВМРО ДПМН да има јавна расправа по однос на реформата во образованието и тука нема ништо спорно. Но ако се користи јавната расправа за злоупотреби, за ширење дезинформации, секако дека не е добре дојдено. Ќе има јавна расправа, но се надевам дека ќе се издигнат на дневно партиските интереси пратениците од ВМРО ДПМН и навистина ќе водат материјална и стручна јавна расправа како што доликува на собранието. Да. Тие веќе јавно се спротивставија на ваквите реформи кои што ги најави Царовска, сметајќи дека спојувањето на оние општествени науки е резултат да се угоди на нашиот источен сосед. Апсолутно не. Потребите од реформи постојат во секаков аспект. И во образованието, и во здравството, и во правосудството, и во финансискиот дел, и во економија, и во екологија. Секаде има потреба од реформи. Всушност тоа е Европска унија. Треба да се реформираме, затоа сме земја аспирант. Реформите мора да ги почнеме од дома и конечно да добиеме влез во Европска унија. Но мораме да влеземе реформирани. Да. Но патот кон Европската унија ни го прекина или ни го стопираше токму нашиот источен сосед. Повторно се обидуваме да најдеме некоја заедничка рамка. Можно ли е после изборите во соседна Бугарија да конечно се отвори? Па да, тоа се мислењата дека апсолутно влијаат тоа што во март, ако не се лажам, има во Република Бугарија избори. Ние никако не смееме да се откажеме од разговори. Никако. Јас сум
за да разговараме за сите прашања, нормално, тоа и се виде, дека црвените линии постојат, дека црвените линии се нашиот македонски идентитет, дека црвените линии се нашиот македонски јазик и преку тоа нема поминување никако. Убеден сум дека Бугарија тоа го знае. Не сакам да третирам цела една држава или народ заради изјави на еден политичар кој што ги гледаме прогнозите, прашање дали, односно истражувањата велат, анкетите, дека нема ни да овозможи влез во нивниот парламент, така да очекувам по изборите со искрени, со отворени разговори во духот на добрососедството, во духот на пријателството, да се изгради став по тоа прашање и верувам дека Бугарија нема да го блокира патот на Македонија во Европската унија. Очекувате дека оваа година ќе имаме отпочнување на пристапните преговори? Секако дека сум оптимист. Јас на вистина верувам дека билатералните проблеми не смеат да бидат кочничар во патот на било која држава на интеграција во Унијата. Секако ние можеме да ги отвориме пристапните преговори, согласно отварањето на поглавјата може да решаваме било какви прашања. Рековте пред малку дека сте членови на комисијата за финансирање ако не се избори, именувања, таму сум председател. Така, и локална самоуправа слушнав, но вие веќе го одработувате, да кажам, вториот мандат како пратеник кој што доаѓа од овој југоисточниот регион каде што ја добивте довербата. Господин Костадинов, би сакал сега овде за овој нашиот регион, сметате ли дека успеавте да ги испорачате сите оние ветување кои што ги дадовте на граѓаните како представник од владеачката СДСМ и ја добивте довербата и на претходниот, сега ова е релативно многу кус период за вториот мандат? Малце неблагодарно е сам за себе да се зборува, но сепак убаво е да се слушне, бидејќи може граѓаните да фатат за збор. Да, секако. Стојам на располагање, мислам, доволно ми е транспарентна работата и се учествува во таквите емисии како вашата и во други медиуми се разбира. Сметам дека добар дел од ветувањата и оние главните кои што можеби не важат само за регионот, туку важат за буквално за целата територија на Република Северна Македонија, тоа е покачувањето на минималната плата. Имавме плата минимална од 9.000 денари, каде што со закон сега е 14.500. Ова е едно од поголемите. Секако зголемувањето на пензиите. Во однос на Струмица, апсолутно може каде и да одите, веќе се реконструира и патот Берово-Струмица, дел е завршен. Сите влезови на Струмица се буквално обновени. Се гради нов пат Штип-Радовиш експресен, кој што бенефит директен имаат граѓаните, гледаме дека со каква динамика брза се гради. Секако во однос на земјоделието, воведувањето на зелена нафта, за земјоделска механизација, субвенциите, растот на субвенциите. Тука бих споменал 3 детски градинки во општина Струмица, кои што се секако реализирани благодарение на владата, но претходно усогласени со закон, секако ние како пратеници во кампањата ветуваме и тоа. Знаете, во сите разговори, барем во населено место Куклиш, кога сум одел, луѓето кажуваат дека имаат потреба од градинка. Сега ја имаат. Во Муртино има потреба од градинка. Реализирана е старата општинска зграда, е адаптирана и е воспоставена нова детска градинка. И имаме изградба на комплетно нова детска градинка во касарната, каде што ќе згрижува, ако не се лажам, 250 дечиња. Имаме реконструкција на спортските сали во училиштата. Имаме изградба на нови спортски сали, конкретно во Никола Вапцаров. Имаме реализација во делот на инфраструктурата. Имаме во тек на градба е канализацијата во населено место Банско. Секако тука се канализацијата која што е веќе завршена во населено место Велјуса. Тука е канализацијата во населено место Дабиле, едниот крак, така да сметам дека она што е ветување пред граѓаните, во добар дел го реализираме, во добар дел не можеме секогаш да реализираме заради тоа што имаме сериозни обструкции во делот на легислативата во рамки на собранието. Донесен е буџетот за ова 2021. Би сакал, кога веќе ги спомнувате вака овие проекти, може ли да очекуваме нешто ново предвидено како буџетска ставка од државата за Струмици и регионот
за ова 2021? Секако тука сметам дека е сериозна инвестиција и регионалниот откупен пункт за земјоделски производи. Тоа е едно сериозен капитален проект. Секако реконструкциите ќе продолжат на училиштата, секако изградбата на градинките ќе продолжи, изградбата на нови патишта, знаеме сега ќе се прави обиколница од Смоквица до Ново село, кој што ќе биде сериозно поврзување на граѓаните и бенефит за Струмичани и за целиот наш струмички регион. Тие се капитални проекти повеќе годишни кои што бараат вложување на сериозни средства, секако ангажман, капацитет човечки, и јас очекувам дека во идниот период со засилено темпо ќе се градат. Но да се задржиме на земјоделите, најавивте изградба на регионален откупен центар, претпоставам ова зборувате, ја пред малку рековте дека опозицијата обструира. Така е. Така е. Сега ќе се гради, нема да се гради малку подетално, бидејќи станува збор преку заемот. Така е, нормално дека не е спорно да биде изградено со заем. Секогаш кога се зема заем во државата, потребно е да се донесе закон конкретно за заемот, мислам, кој што ќе биде конкретно за таа, со таа намена. На вистина, јас верувам, имаме пратеници и колеги од мнозинството кои што еден е сега, кој што е ковид позитивен. Јас се надам дека ќе помине се во најдобар ред, во најдобро здравје му посакувам, и дека кога ќе се комплетира мнозинството, конечно ќе го донесеме законот. Каде е проблемот? Донесена е потребата од скратена постапка за заемот. ВМРО ДПМНЕ има честа да ја води комисијата за финансирање и буџет. Проблемот е што не закажува комисија, кај што се важни закони за граѓаните за такви капитални проекти. Решение, доколку тие настојуваат, секако дека има, но јас сум убеден дека нешто ќе провладее кај нив. Имам пратеници од Струмица, од ВМРО ДПМНЕ, треба да кажат тоа колку е важно едни такви проекти да поминат и да почнат со реализација, па после доколку не се реализираат може Добро, да Костадинов, не комуницирате вие таму заедно, потекнувате од еден исти регион, не е ова за Костадинов или за ВМРО ДПМНЕ, тука ова е во интерес на земјоделците од Струмичкиот регион. Еве, сега конкретно се задржавме на откупниот пункт, но има многу аспекти кои што се важни. Еве, јас сум разговарал со пратеници од Струмица, ама премногу се притиснати од нивната матична партија, опозицијската ВМРО ДПМНЕ, не да не разговараат, тие разговараат, ама на крајот епилог нема. Нема епилог. Ние прифаќаме амандмани за буџетот поднесени од страна на пратеници на ВМРО ДПМНЕ, тие го обструираат и гласаат против. Практично си гласаат против нивните амандмани. Навистина таа е една чуден однос на ВМРО ДПМНЕ, би рекол пред се кон самите себе. Замислете се, предлагаш некакво решение, предлагаш амандман на буџетот, го разговараш, добар е амандманот, ти го прифаќа мнозинството амандманот, секако гласа и таа за, и пратеникот за, и на крај, кога треба целото тоа да се изгласа во рамки на еден буџет како најважен документ во државата, еден од најважните, тие гласаат против. И за низа такви закони, сега јас ги имам тука сите закони пред мене и може да зборуваме конкретно кој закон го кочат законот за високо образование. Велиме дека има дефицит на кадри професори, така? За да тие можат да го продолжат работниот век, исто како што кажав претходно за лекарите, потребно е измена на закон. Од една страна велат дека треба да внимаваме за дефицитарните кадри, има предложен закон кој што го решава проблемот, кој што е акотен и постои, не ја закажуваат комисијата и го блокираат со амандмани. Во ковид време една Британија, парламентот во Британија го смени начинот на работа. После 700 години, замислете, донесоа работа да можат да работат онлайн, го променија деловникот. Ние влеговме како Република Северна Македонија во НАТО, станавме членка на НАТО, на онлайн седница. И го имаме ВМРО ДПМНЕ, заедно со Левица, кои што предлагаат 3000 амандмани на деловникот. Значи, тоа е стварно апсурдно, но за жал такво е ВМРО ДПМНЕ во ситуацијата. Верувам дека може да се изнајдат некои колеги кои што треба да се издигнат во некој период иден. Но ако вака продолжат, нели велите дека тие не свикуваат седница на комисиите кои што треба да предложат ми решение тогаш господин Костадинов. Вака ако се коче, еве сега повторно ќе земам за откупно дистрибутивни центри или тој закон за финансирање. Тогаш ќе тапкаме во место.
Има решение. Дали како владеачко мнозинство сепак ќе најдете механизми? Согласно деловник. Сега веќе навлегуваме ептен во материјална расправа, што дојде окей. Согласно граѓаните еден мора да знаат. Треба да знаат граѓаните дека имаме низа на закони важни за нив, а тука и делот со вакцината, односно законот за лекови, кои што се закочени од ВМРО ДПМН. Тие што се во редовна постапка се закочени со 500, 600, во просек по 400 амандмани поднесуваат на закон кој што регулира и предлага решенија за некаков проблем од секојдневието на граѓаните. Тие што се во редовна постапка се блокирани со амандмани, тие што се во скратена, еве конкретно законот за финансирање што реков во земјоделието, скратената постапка е на 20.10.2020 донесена, потребата. По донесување и изгласување на потреба од скратена постапка, должни се комисиите матични, во конкретниот случај Комисијата за финансирање и буџет, во дадено време, кое што не е врзано со деловник, да ја свика комисијата. Оној кој што го пишувал деловникот, не можел, и јас не можам да претпоставам дека ќе се погоди некаква пратеничка група како таа што е на ВМРО ДПМН, која што нема да ги свикува комисиите. Те имаат претседател на комисијата, имаат заменик претседател на комисијата. За волја на вистината излезе позитивен претседателот на комисијата за финансирање, но тука е заменикот баш со таа намена. Наместо да се свика и да се одржат комисиите по тие закони, кои што се приоритетни, тие секуваат и изгласуваат записници од претходни години, што се нема случајно. Решение, ќе повторам, има. Претседателот може да задолжи друг, но има и можност за повторна обструкција. Сега, може би е добро, преку ваквите емисии, преку вас медиумите, граѓаните да слушнат и дополнително да направат притисок заради кочењето и заради такво. Значи, Ване, собранието не е детска градинка, па да си играме таму на политика. Носиме закони, решаваме проблеми или во ситуацијата на ВМРО ДПМН прават проблеми. Со притисок на граѓаните, силен притисок, јас верувам дека може да го деблокираме целиот овој процес. Има многу вакви закони кои што тапкаат во место... Апсолутно. Еве го. Закон за здравствена заштита, закон за високото образование. Овде мислам на регулирањето на можноста за продолжување на работниот век, закон за заем од Меѓународна банка за модернизација на земјоделието, закон за енергетска ефикасност во јавниот сектор, каде што предвидуваме институциите во функција на заштита на воздухот секако и секако во функција на заштеда на трошоците. Да имаат енергетско ефикасни фасади. Имаме институции, школи, тука мислам градинки кои што немаат изолација. Не сите, ова е за дел, тоа што е преостанато. Исто тоа треба да се регулира. И тоа се пари на граѓаните. Трошењето на било која институција се финансира од пари на граѓаните. Практично се. И тоа е потреба за институциите во насока на штедење. Законот за финансирање на локални единици. Сега во моментот, постоечкиот закон вели, при пресметката за дотација од данокот на додадена вредност, кое што е до општините во процент 4,5%, се прави врз база на просекот од претходната година. Да. Кога сега ќе правиме пресметка, пример општина Струмица, ќе треба да земе просек од најлошата година во светот. 2019-2020, мислам. Така. Економска. Сега со законот велиме да се земе просекот од претходните 3. Така. За подобро справување со ковид пандемијата, секако за финансирање на самоуправи има тука влијание за справување со последиците. Токму заради тоа, но ако нема законска основа, тие ќе морат пресметката да ја прават и да вадат просек од претходната година, а претходната година е светска економска криза. И тоа е закочено, затоа што финансирањето на општината е важно исто за граѓаните. Так. И општините имаат своји буџети, своји програми кои што треба да ги реализираат во било кој сегмент, сега да не ги набројувам сегментите. Законот за поштенски услуги, кај што предвидуваме либерализација на поштенските услуги. Тоа е закочено. Реков законот за заем од Европска банка за обнова и развој во однос на воведувањето на брз транспорт јавен во автобуски превоз во град Скопје во функција на подобрување на амбиенталниот воздух. Значи, законот за
се извинувам, законот за дополнување на Македонска банка за поддршка на развојот, каде што предвидуваме малите микрокомпании дополнително да се финансираат, ова е веќе петиот пакет поддршка за справување со ковид пандемијата. И тоа е закочено. Знаете, Ване, го кочеше законот ВМРО ДПМН секако за поддршка на исплата на плати. А вели не се справуваме добро, нели? Оваа влада не направи ништо за економијата, во собрание го кочат клучниот закон кој што е во насока на поддршка на стопанството. Закочен. И што ли уште не, јас можам цел ден да ви ги читам сите можни закони кои што се блокирани. Законот за регионален рамномерен развој. И тоа е закочено. И тоа е во функција на поддршка на регионите. Претпоставам дека имате оние своји објаснување во тие сегмент зошто ги кочат овие закони. Еве нека ми кажат, значи собранието, Ване, доколку има дилеми во собранието, практично за тоа постои собранието. За да има дебата помеѓу сите политички чинители кои што ги креираат политиките во државата. И сега добиле мандат од граѓаните да одат и да ги застапуваат нивните ставови. Така. Доколку сметат дека нешто е лошо, пленумот е местото и можноста за било кој пратеник да земе збор и да материјално расправа по одреден закон. Тоа не го гледаме. Значи, кога доаѓаат, го кочат и во најголем дел, а тоа може да го видиме на Собранискиот канал, не доаѓаат на работа. Кога не доаѓаат на работа, ме праша дали комуницирам со нив. Како да комуницирам со пратеник кој што не доаѓа на работа? Кој што не дебатира по законите. Туку ќе излезе, па сега Ване бил така облечен, Коста бил така облечен, Ване имал тоа. Практично пласманот на лажни вести, кои што го има од одредени портали, ги превземаат и ги пласираат во собрање. Но тоа не им носи ништо добро на граѓаните. Занимавањето со секундарни теми, непотребни. Може да привлечат внимание, но нема да сменат ништо добро. Премиерот Заев најави поголем буџет за обвинителствата, судовите. Едно од прашањата кои што граѓаните често пати ги боли, вие кога бевте опозиција великте, нели, Сваровски судство, има ли промотрување во тој сегмент како напредуваме како Македонија, како држава? Не само што се зголемени буџетите, туку она што беше наше ветување дека ќе има прочистување на во правосудството веќе се случува. Имаме разрешени суди, секако допрва ќе се за други допрва ќе се испитува потекло на имот на судиите, на правосудните органи, мислам овде на обвинителите секако. Потребата од реформа во правосудството е апсолутно потребна и се случува. Тоа се случува. Да очекуваме дека во 3 години ќе реформираме нешто што е рушено 11. Значи, таму век ти имаш 20 суди кои што се обвинети за злоупотреба на АКМИС систем. Тоа значи предмети кои што се однесуваат за претходната власт, за врхушката на претходната власт од ВМРО ДПМН, таквите суди со злоупотреба на системот ги префрлале кај суди кои што се подобни или блиски на функционерите во тоа време. Тоа е кривично дело и секако се одговара со казна затвор. Истите такви суди, се извинувам, да. Истите такви суди, како што беше првиот што го разреши Панчевски, ВМРО сакаше да го предложи за државен јавен обвинител. Истиот тој судија кој што направил злоупотреба на АКМИС систем, ВМРО вели, нека биде тој јавен обвинител државен. Навистина е тешко да се работи со ВМРО ДПМН-от и собранието е тоа, работиме сите, тука сме и власт, и опозиција, и помали, и поголеми партии. Навистина е тешко да се работи со ВМРО ДПМН, но убеден сум даваме максимални напори и спроведуваме секако реформи и во правосудството, и дека на крај ќе бидеме сите како граѓанство задоволни. Така, подпредседателот на ВМРО ДПМН пред еден извесен период во телевизиско гостување рече дека ќе превземат, односно тројца пратеници од владеачкото мнозинство. Може ли се нови политички турбуленции во Македонија? Не постои пратеник, па дури би рекол и пратениците, дел од пратеници на ВМРО ДПМН, кои што веруваат во ставовите, односно во неставовите на политичкото раководство на таа партија. Не постои такво нешто. Тие најавуваат по долго време дека ќе има превласт во собранието. Тоа го спомнав во однос на пописот кога ќе се соберат потписи, дека можно е и да се одважат тројца пратеници од владеачкото мнозинство.
Жално е што ВМРО ДПМН како една сериозна опозицијска партија падна на тоа ниво. Секој ден слушаме лажни вести. И тоа е лажна вест, апсолутно. Доколку има тројца пратеници, немаше да биде изгласан законот за попис. Доколку има еден пратеник од пратеничката група, кој што не се согласува реално со пописот, легитимно право, подпис од пратеникот, барам, поднесувам закон за поништување на законот за попис. И тоа не се случува. Зошто им се 10.000 подписи? Зошто тоа не го направи Николовски, кој што е пратеник? Зошто тоа не го направи Јанушев, кој што е пратеник? Зошто тоа не го направи Антонио Милошовски? Или не го направат заедно, пошто може да имаме и повеќе подписници на еден закон. Тоа е лицемерието на ВМРО ДПМН, кој што секој ден го зборувам и ќе го зборувам, дори што викаат граѓаните, дури не им дојде паметот. Не смее да се манипулира со граѓанството. Ќе собереме 10.000 подписи за да го поништиме. Тоа повеќе ми личи дека си ги испитува општинските комитети, си ги проверува дали му се лојални или не му се. И колку подписи може да собере. Ако е така, нека собере 150.000 подписи за референдум. Нели кажуваа Преспанскиот договор ќе биде укинат? Тука зашто со Преспанскиот се наштетува на идентитетот, на македонскиот јазик, гледаме дека тоа не се случи. Доколку некој пратеник, вклучително тука сега ќе го спомнам и Апасиев и другиот пратеник од Левица, сакат да поништат закон, да поништат договор. Може тоа да го предложат во собранието без никакви дилеми. Предлог, иницијатива. Но сега има друга тема. Сега со бугарскиот договор за добрососедство се наштетува на идентитетот и на македонскиот јазик. Апсолутно ноторна лага од ВМРО ДПМН. Така. Полека да привршуваме и само за крај, можно ли е Костадин Костадинов од пратеник да се врати во трка за прав човек на општина Струмица? Мислам дека е многу рано да разговараме. Јас сум и веќе имам многу одговорна позиција и мандат од граѓаните да ги застапувам во рамки на собранието, во рамки на парламентот на Република Северна Македонија. Секако дека тоа ќе го правам многу транспарентно, многу отчетно, многу одговорно во насока на подобрување на нивното секојдневие и на нивните животи генерално. Не само во форма на поднесување на закони, туку буквално со се што можам јас, согласно мојот делокруг на работа, да направам за нив. Дама и вашиот колега од Штип беше пратеник, па влезе во трка за градоначалник. Затоа дали е можно да праша? Видете, дали е можно ќе кажат граѓаните. Коста Костадинов нема да каже. Коста Костадинов во моментот има мандат од граѓаните да ги застапува во парламентот и тоа ќе го прави најдобро што може. Така. Костадинов, јас ти благодарам што беше дел од емисијата Визави. Секако повторно ќе бидете дел од оваа емисија кога станува збор за вакви прашања кои што треба да бидат предочени на јавноста, да знаат докаде се поставките околу донесувањето на важни закони кои што се во интерес на животот на сите граѓани. Благодарам на поканата. Уште еднаш благодарност вам, почитувани гледачи, благодарност за вниманието со кое што не следевте во изминативе 45 минути. Со вас беше председателот, односно пратеникот од водачката СДСМ, Костадин Костадинов. Секој добро.